Идат поубави денови за бакарот. Се очекува драстичен раст на поборувачката на црвениот метал и зголемување на неговата цена. Ова е резултат на пандемијата со коронавирусот, која ќе иницира поголеми инвестиции во животната средина и дигитализација, предвидува Евроазиската група за енергетика, клима и ресурси. Просечната годишна поборувачка на бакар на годишно ниво оваа деценија ќе се зголемува за 2,5%, што може да доведе до потрошувачка од 30 милиони тони. Истакна Хенинг Глоистин, директор на Евроазиската група. Ова секако многу значи за рудникот Бучим, најголемиот извозник на бакар од Македонија. Само лани од овој рудник е извезен бакар во вредност од околу 50 милиони евра. Рударскиот сектор, особено обојните метали, најмалку ќе бидат погодени од ова корона. Нашата успешност во работењето зависи колку ќе извадиме и како ќе извадиме рудата, какви економски ефекти ќе направиме и каква ќе биде цената на берзата. За среќа цената на бакарот е негде ниско стабилизирана, но е стабилна, а очекуваме дека во наредната година поради застој на работа и поради смалено производство во многу земји на бакарот, цената на бакарот ќе се зголемува и побарувачката ќе се зголемува. Во прилог на извозот на бакар од Македонија, одат и најавите дека од септември со работа треба да почне и рудникот Боров Дол. Според истражувањата на новото рудно тело, има рудни резерви од 48 милиони тони бакар, што ќе значи и работа на Бучим за наредните 10 до 15 години. Иако поборувачката на бакар годинава се соочува со пат на 5% заради пандемиската рецесија, очекувањето се дека состојбата ќе се нормализира уште во следната 2021 година. Трговците и рударите очекуваат потрошувачката на бакар до година да порасне за 4%.